Најново издание на регионалните вести. Гостивар добива ново јавно предпријатие за паркинзи и зеленило. Оваа надлежност досега беше во рацете на комуналец, а формирањето на новото предпријатие доаѓа како резултат на воведување на зонското паркирање во градот. Одлуката беше изгласана на денешната седница на Општинскиот совет. Гостивар ќе добие ново јавно предпријатие задолжено за менаџирање со паркинзите и јавните зелени површини. Одлуката за негово формирање беше донесена од советниците на денешната 21 седница поред на Општинскиот совет. Оваа надлежност досега беше во рацете на гостиварски комуналец, а новото јавно предпријатие доаѓа како резултат од воведувањето на зонското паркирање во градот. Во дискусијата по прашањето, советничката група на НДП реагираше дека зонското паркирање не успеало да стави ред во сообраќајот и служи само за прибирање на парите на граѓаните. На ова градоначалникот Бејта врати со одговор дека досега ниту еден граѓанин не се пожалил на паркирањето и дека тоа е успешен проект. На денешната седница беа изгласани и повеќе одлуки од областа на урбанизмот и буџетското менаџирање. Една од нив беше одлуката за задолжување на општината со цел реализација на инфраструктурен зафат. Како што беше објаснето, се работи за сума од 20,5 милиони денари заем од Меѓународната банка за обнова и развој, кои ќе се искористат за изградба на доводен цевковод за селата Горна и Долна Банјица, како и резервоар за вода. Задолжувањето се реализира преку проектот за подобрување на општинските услуги со рок на отплата од 6,5 години. Советниците го усвоија и финансискиот извештај на ЈП Комуналец за првите 6 месеци од годината, според кој предпријатието ги завршило со добивка од над 36 милиони денари. Во Тетовско речиси сите реки и речни корита се чисти, а граѓаните имаат можност да ги користат за рекреација и разладување. Ова се последните податоци кои ги објави Центарот за јавно здравје. Поголемиот број на реки и речни корита во Тетовскиот регион во овој период од годината се чисти за рекреација и пливање. Најголемите Пена и Вардар припаѓаат во прва и втора категорија, покажуваат последните податоци од Центарот за јавно здравје Тетово. Единствено Вардар во горниот тек не излезот од селото Јагуновце во четврта категорија. Со почетокот на летната сезона и сезоната на рекреативното капење, Центарот за јавно здравје како програмска задача ги врши испитување и квалитетот на водите од реките во нашето подрачје. Годинава нешто некаде започнавме за средината на мај и до сегашните резултати ни покажуваат дека осем реката Вардар на излезот од Јагуновце, сите што ги испитавме реки, се некаде прва и втора категорија, што значи дека може слободно да се рекреира. Центарот за јавно здравје и во периодов што следи ќе продолжи со испитување на површинските води во Тетовскиот регион, се со цел на времено информирање на граѓаните за безбедноста на реките и речните корита, кои за време на летните горештини се единствените места за разладување во градот. Граѓаните кои не се во можност да бидат покрај река или планина велат дека со движење по ценки и носење на светла и лесна облека се справуваат со топлотниот бран. За спас од горештините, во неколку наврати барале да има во градот повеќе јавни чешми за пиење и разладување, фонтани и зеленило. Од општина Тетово накусон информира дека во блиски днина, поради финансиски причини, не планираат да ги зголема зелените површини во градот, ниту пак да градат јавни чешми и фонтани. Во Тетово постои само еден парк на многу мала површина, а единствено по булеварот Илинденска постојат 3 градски чешми, по други главни споредни улици, ретко каде може да се забележи. Имајќи го предвид нискиот животен стандард, во Македонија плаќаме високи сметки за струја, сметаат тетовци. За да може да се платат сметките, потрошувачите често се одлучуваат на штедење електрична енергија. Во Македонија се плаќа скапа струја, сметаат граѓаните на Тетово. Нискиот стандард го прави своето, па така секој трошок го оптоварува семејниот буџет. Сметката за струја е една од поголемите давачки за секое македонско семејство, а за да може сметките да се платат, граѓаните се одлучуваат на штедење на електрична енергија. Дали во Македонија плаќаме скапа струја? Да. Пошто према стандардот кај што ги имаме, обавезно да е многу тоа плаќањето, да ти кажем. Дали во вашето семејство се штеди струја и на кој начин? Покушаваме ние да штедиме, меѓутоа тоа е тоа.
Не знам што да кажем ја. Прима стандардот, треба и државата да даде, да речем, услови за да можеме нормално да се живи едно друго. Инако се многу има некои со кредити, чак што више повише жива и за струја да плаќа. Па мислам дека се скапи сметките за струја. Дали во вашето семејство се штеди и на кој начин успевате да заштедите струја? Па можеш да штедиш, ако не штедиш стварно сметките се, можем дури еве ги имам сега што сум ги платил сметките да ви покажам колку плаќам струја. Стварно. На кој начин да се заштеди? Па на кој начин, ја искрено да ви кажам, моментално користимо повише плин отколку електрична енергија. И на тој начин се заштедува. Па да ви кажем, скапа е. Навистина скапа струјата. Према нашиот стандард, премногу е. Дали во вашето семејство се штеди струја и на кој начин успевате да заштедите ако штедите? Па кај што може се штеди. Се штеди на сјалици, на струја, али тоа што е стално потрошач као фрижидери и тие, тука не може да се штеди ништо. Па плаќаме, Богам, плаќаме, да. Дали во вашето семејство се штеди и како успевате да заштедите? Кои се начините? Па начините ноќе работиме, пегла и пери, све ноќе готи, сабајле порано. Па да ви кажем, струјата не е скапа, него давачките се скапи. Давачките. Тоа 33%, па тамо, не знам, ДДВ, испаѓа околу 50 и нешто посто да плаќамо. А иначе струјата како струја не е скапа. Дали во вашето семејство се штеди струја? Па нормално се штеди, иначе. Кои се начините? Начините рационално користење бойлерче мало за мијење садови и така. Секако да плаќаме, да. Дали во вашето семејство се штеди струја и на кој начин? Па зависи. Некој се штеди, некој не се штеди и тоа е. Инаку од август не очекуваат пониски сметки за струја. Цената на електрична енергија за тарифните потрошувачи од 1 овој месец со одлука на регулаторната комисија за енергетика се намали за 0,33%. Следната редовна корекција на цената на електричната енергија ќе биде во јули идната година. Цената во наредниот едногодишен период може да биде променета само доколку енергетските компании имаат зголемување или намалување на трошоците за повеќе од 5%. Во ноќен бар на регионалниот пат Тетово Сарачино откриени 10 странски и 3 македонски државјанки кои незаконски работеле во објектот. 10 странски и 3 македонски државјанки во текот на викендов затекнати како незаконски работат во ноќен бар лоциран на регионалниот пат Тетово село Сарачино. 9 од нив се од Република Србија на возраст од 21 до 30 години, една 20 годишна девојка од Република Албанија, додека трите македонки се на возраст од 36, 32, односно 37 години, информираат од МВР. Лицата се приведени и задржани во СВР Тетово за расчистување на случајот, пошто против 7 странски државјани се поднесени барање за поведување прекршочна постапка. Од страна на Основниот суд Тетово им е одредена парична глоба и мерка забрана за влез во земјава во време траење од 1 година. Против собственикот на објектот по целосно документирање ќе биде поднесена соодветна пријава, додека против 34 годишниот собственик на угостителскиот објект од Прешево, Србија, кој бил затекнат во објектот, ќе биде поднесена кривична пријава поради постоење основи на сомнение за сторено дело помагање за илегално преминување на државната граница на 2 странски државјанки. Тетовско кале ќе се реставрира и реконструира, најавуваат од Министерството за култура. Ќе се изврши конзервација, реставрација, санација и реконструкција на влезната партија на археолошкиот локалитет Тетовско кале на Балтепе, информираше денес Министерството за култура на Република Македонија преку соопштение на својата официјална интернет страница. Во 2015 година планирана е реализација на првата фаза за непосредната заштита на влезната партија на тврдината, која се наоѓа на Тетово, Тетовското кале, или уште попознато како Балтепе, проект кој е поддржан во програмата за заштита на културното наследство на Министерството за култура. Проектот го реализира надлежната установа Национален конзерваторски центар, а конзервацијата, реставрацијата, санацијата и реконструкцијата на влезната партија целосно ќе биде завршена во текот на следната година, со што градот ќе добие уште една значајна туристичка локација.
На Тетовското кале во изминатиот период беа преземени поголеми реставраторски зафати, додека за време на многобројните истражувања кои што беа спроведени, се пронајдени многу остатоци од неолитот, античкиот и ранохристијанскиот период, од времето кога владеел рано античкиот македонски крал Персеј. На овој локалитет пронајдени се и многу монети, фрагменти од керамички садови, како и бројни предмети карактеристични за османлиското време. Тврдината Балтепе датира од античко време, а низ историјата било значајно духовно собиралиште на жителите од Тетовскиот крај. Тетовските трговски центри Палма Мол и Ремол со екстра попусти за купувачите. Тие ќе можат да купуваат цел ден до доцна во ноќта, покрај намалени цени од 10 до 70%, посетителите ќе имаат можност да бидат дел и од забавна програма организирана во трговските центри. Тетовци од денес па се до 16 месецов ќе можат да купуваат по екстра поволни цени во најголемиот трговски центар во Западна Македонија, Палма Мол. Овозможуваме попусти во текот на месец јули и во текот на целиот ден до доцна во ноќта, затоа што на тој начин сакаме вистински и со дело да покажеме дека Палма Мол е отворен за сите и дека секој може да дојде и да пазарува тука. Ова е време на хуманост и време кога се истакнува солидарноста меѓу луѓето, а издействувањето на попусти од сите брендови присутни во Палма Мол е нашиот придонес кон исполнување на желбите на секој од граѓаните што ќе дојде во трговскиот центар, изјавија од Палма Мол. Тетовци задоволни од попустите, велат дека ваквите акции треба да бидат почести за да можат да се опуштат во купувањето. Добре. Помогнува пак на оние што се со поголеми пари. Тие што немаат пари немаат шанси ни да дојдат ни да разгледаат. Добре. Почесто, да, треба да има почесто. И иселениците го делат мислењето со повеќето дека попустите го олеснуваат секојдневниот живот, особено овде, поради нискиот стандард на граѓаните. Треба да има доста попуст. Према стандардот платите што ги земаат тука, луѓето не може да обстанат да си купат една кошула. Па би требало. Према стандардот на живот во Македонија општо тука или во Тетово е скапо. Доста е скапо, спрема платите како што ги зема луѓето. Да, точно. За време на маратонот посетителите ќе уживаат во безброј попусти, понуди и изненадувања од најпознатите брендови во Палма Мол. Покрај ова, трговскиот центар подготви богата забавна програма за деца од 21 до 23 часот, како забава со ликови од омилените цртани, дружење со магионичари, жонлери и аниматори. За повозрастните забавата со диџеј продолжува до 24 часот. Ремол пак организира шопинг фест по повод првиот роден ден и таму попустите се од 10 до 70%. На 16 јули од 13 до 20 часот организираат забава за најмалите со нивните омилени цртани ликови и триковите на познат тетовски магионичар, а за возрастните настап на познати музички имиња. Превентивна дезинсекција против комарци ќе се врши на подрачјето на општина Тетово. Дезинсекцијата ќе ја спроведува Центарот за јавно здравје Тетово. На подрачјето на општина Тетово специјализирана екипа на Центарот за јавно здравје Тетово ќе спроведе превентивна дезинсекција како општа мерка за спречување на појава на заразни болести. Во периодот на 14 и 15 јули на ден 15 и 16 јули во вечерните и раните утрински часови ќе спроведе второ третирање од земја со цел намалување на бројот на комарците. Дезинсекцијата ќе се врши 2 последователни дена со апарат за ултравиолетово ладно запрашување поставено на возило со приколка со претходница од друго возило со ротационо светло. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени зелените површини, населените места, депониите во ова подрачје. Надлежните служби им укажуваат на пчеларите и пчеларските задруги да ги преземат соодветните мерки за заштита на пчелите. Во случај на појава на неповолни временски прилики, дожд или ветер, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден. Местната заедница Попова Шапка на 18 јули ќе одржи состанок со корисниците на викенд куќи во таа населба во врска со понатамошното функционирање. Почетокот е закажан за во 17 часот во просториите на местната заедница на Попова Шапка.
Регресот за годишен одмор, популарниот К15, останува обврска за работодавачите во приватниот сектор, но тие не мора да исплатат 40% од просечната плата во земјата, односно 8.400 денари. Ова е договорено меѓу Сојузот на синдикатите и Организацијата на работодавачи по едномесечни договарања. Горната граница за исплата на К15 од 8.400 денари останува, но нема долен лимит за висина на К15. Тоа значи дека компаниите нема да мораат да исплаќаат 8.400 денари, туку ќе имаат можност да им дадат на своите вработени К15 онолку колку што сакаат или можат. Ако проценат дека финансиската состојба не им е добра, можат да одлучат воопшто да не исплаќаат регрес за годишен одмор. Расте бројот на граѓани и фирми кои не се во состојба навреме да ги подмират обврските кон банките, компаниите и државата. Според последните податоци на Народна банка, заклучно со мај, бројот на блокирани сметки по разни основи изнесува 234.727. Од нив 170.000 се на граѓани, а 64.719 на компании. Судски решенија за наплата на достасани долгови се основот по кој најчесто се блокираат сметките на граѓаните. Инаку во јануари годинава вкупниот број блокирани сметки изнесуваше 212.085. Министерството за образование и наука очекува до септември да се дефинира конечниот концепт за државната матура и за екстерното оценување. Ќе извршиме детална анализа на двата проекта, вклучувајќи ги сите засегнати страни, се со цел да дојдеме до едно најдобро решение. За државната матура имаше отпор математиката да биде задолжителна, а од друга страна имаме подобри резултати од минатата учебна година. Ова ни дава дополнително аргументи дека сме биле во право кога сакавме математиката да биде задолжителна, но сепак ќе се консултираме со сите засегнати страни околу натамошните чекори, изјави денеска министерот за образование Абдулахи Мадеми, одговарајќи на новинарско прашање. Од јануари до јуни оваа година македонскиот парламент одржал 28 седници, а карактеристично за неговата работа и натаму е отсуството на пратениците од опозицијата. Од вкупно 28 седници, 25 се завршени, а 3 не се завршени. 6 од нив биле за поставување пратенички прашања. Во првите 6 месеци од годинава собранието донело 178 закони, од кои 102 се од економската област, 29 од политичкиот систем, а 47 од област на јавните дејности. Според 15-тиот број на мој пратеник, лидерите на двете најголеми партии на албанците во земјата, Али Ахметиот Дуи и Мендух Тачи од ДПА, кои воедно се и пратеници, имаат најмногу оправдани отсуства од пленарните седници, 28. На оваа листа се и Хазбелика со 49 отсуства, Ермира Мехмети со 38, Ристо Манчев со 34 и Амди Бајрам со 27 оправдани отсуства. Листата на пратеници кои немаат отсуство од пленарните седници ја предводи првиот човек на собранието Трајко Велјановски, а зад него се Андон Чибишев, Светлана Јакимовска, Силвана Бонева, Зоран Илиовски од ВМРО ДПМН, Роза Топузовска-Каревска и други. Како резултат на промената на курсот после маратонските разговори со лидерите на еврозоната и прифаќање на мерките за штедење, на грчкиот премиер Алексис Ципрас му се заканува побуна во своите редови, а постои можност до крајот на оваа недела да поднесе оставка, пишува германскиот весник Билд. Грчкиот премиер сега се соочува со тешка битка за да ја добие поддршката на коалициските партнери за конечниот предлог на лидерите на еврозоната за спасување на Грција. Унгарските војници започнале да ја подигнуваат контроверзната ограда на границата со Србија за да се спречат мигрантите да влегуваат во Унгарија. Критичарите на овој потек велат дека би било подобро унгарската влада да подигне ограда кон Австрија за да го спречи иселувањето на унгарците. Парламентот во минатата недела ја одобри изградбата на оваа бариера во должина од 175 километри. Таа ќе биде висока 4 метри. Унгарија е во Шенген зоната, што значи дека ако мигрантите влезат во таа земја, слободно можат да се движат и во други земји од Шенген зоната. Во Унгарија многу поголем проблем од имиграцијата е иселувањето, така што владата треба да изгради ограда на границата со Австрија за да ги задржи унгарците тука. Од почетокот на годинава во Унгарија се регистрирани над 78.000 мигранти кои илегално ја минале границата.
Иран и 6 светски сили денеска постигнаа историски договор со кој се гарантира олабавување на санкциите спрема Техеран во замена за кратење на неговата нуклеарна програма. Ова за агенцијата Reuters го изјави еден неименуван дипломат во иранската делегација. За денеска предпладне во Виена е закажан состанок на шефовите на дипломатиите на земјите, вклучени во преговорите кои беа интензивирани во последните 2 недели. Десетици лица беа убиени во нови напади на нигерската исламистичка група Боко Харам во североисточниот дел на земјата, соопштија очевидци и полицијата. 43 лица биле убиени во 4 села во државата Борно, изјавија очевидци. Боко Харам уби најмалку 600 лица по стапување на должност на новиот нигериски претседател Мухамаду Бухари на 29 мај. Најмалку 27 лица загинаа, 29 се повредени денеска во стампедо кој е предизвикан од верници за време на хинду-верскиот фестивал на капењето во јужниот дел на Индија. Инцидентот се случил при обид на верниците да се ги земат своите чевли кои во метежот паднале во светата река Годавари, додека десетици илјади луѓе се туркале за да стигнат и за да се искапат во реката. Овој верски фестивал се одржува во градот Раџахмундри во индиската држава Анда Прадеш, каде во текот на 12-дневниот фестивал во различни места долж светата река Годавари имало околу 24 милиони учесници. Денес имавме претежно сончево и топло време. Утринските температури се движеа од 11 до 20 степени, а дневните од 23 до 32 степени Целзиусови. Утре не очекува сончево и топло време. Утринските температури ќе се движат од 9 до 21 степен, а дневните од 24 до 37 степени Целзиусови. Ги гледавте најновите регионални вести. Благодарам за вниманието. Пријатно.